Така е, веќе погледнавме какви содржини не очекуваат и ви предвидовме и планиравме за денеска. Нашата Искра е веќе тука и ја пречека незината прва денешна гостинка. Како и секој петок, така и овој петок имаме гости од Аџибадем Систина. Наша денешна гостинка е доцент доктор Весна Бришковска-Бошковски, специјалист по дерматовенерологија, и заедно со Искра ќе ни помогна да чуеме многу нешта поврзани со хроничната венска слабост. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Со акцент на докторката, она повеќе може да помогне од мене. Да. Се надевам дека на сите ќе ни биде од огромна помош, особено на нас жените, бидејќи таа слабост е некако поврзана со женската популација, доктор Канели. Да, повелете. Фала, Сузе. Добро утро, докторка. Фала на поканата. Хронична венска слабост. Ајде за самиот почеток, што представува таа? Значи, кога велиме хронична венска слабост, мислиме на нарушување само на венскиот систем на долните екстремитети, на нозете, и тоа е еден широк спектар на и морфолошки, и функционални нарушувања на овој венски систем, кои што го нарушуваат венскиот повраток на срцето, на венската крв кон срцето. И сега, кои се тие манифестации кои што влегуваат во овој спектар? Примерните најчесто се во облик на проширени вени или варикозни вени. Тоа се сите оние варикозните вени ги има во најразлични степени, значи од оние најситните, најмалите, кои што најчесто се од естетски карактер. Пациентите ги нарекуваат распукани капилари, тоа ние ги викаме телеангиектази, па се до оние вистински проширени или варикозни вени, кои што имаат многу поголем диаметар над 4 мм. Рековме, најголем дел од овие пациенти, овие болести ги сметаат дека се од естетска природа, но сепак имаат прогресивен карактер, односно ако не се третираат соодветно или ако не се вклучат соодветните превентивни мерки, тие напредуваат и потоа може да се накалемат и други промени. Така да следно во овој спектар е појавата на отоци, отекување на нозете, потоа појава на промени на кожата која што ги препокрива овие проширени вени, најпре во облик на пигментации, па дерматити, екцеми, се до онај крајен и најтежок стадиум на овој заболување, а тоа е појавата на венски рани или венски улцерации. Те имаат хроничен карактер, значи траат долго време, тешко се санираат и обично имаат склоност и кон рецидиви. Значи после санирањето можно е повторна нивна појава. Значи да не се залажуваме, не е само од естетска природа, Така. туку може и не само што може да доведе до компликации, туку на некој начин се индикатор, показател дека има во организмот и поголем проблем. Точно, да. Значи не се само естетски проблем. Рековме, болест е од прогресивен карактер. Најдобро е кога пациентите доаѓаат на време, да се вклучат тераписките модалитети, на тој начин да се спречи прогресијата, бидејќи кога ќе почнат на преднатите стадиуми, екцемските промени, липодерматосклерозата и венските улцери, во тој случај веќе пациентот е влезен во зачараниот круг. Ја гледам Сузе како седи на тоа столче, знам и јас кога седам таму по 3 часа како ми е, ме интересира што се предизвикува, кои се ризик факторите, зашто знаеме дека и од такво неудобно седење, но и од премногу стоење. Што најмногу предизвикува, што најмногу доведува до ова? Значи најчестите ризик фактори прво и основно се кажа, ја спомнуваме генетската предиспозиција. Обично и пациентите даваат податок за фамилиарна преоптовареност, секој пат кажуваат дека некој близок во семејството има, барем во најмала рака, проширени вени. Понатаму други ризик фактори се возраста, обично се појавува кај повозрастната популација и што е многу битно од женски пол. Значи состојби асоцирани со високи естрогени, па затоа и велиме бременоста е висок ризик фактор. Значи во текот на бременоста се случуваат низа хормонални промени кои што практично го зголемуваат волуменот на венската крв во системот на долните екстремитети и тоа на некој начин ги преоптоварува, така да ризикот е поголем за појава на хронична венска слабост кај нив. И тој ризик е поголем со секоја наредна бременост. Ризичните групи се обично луѓе кои што подолго во текот на работниот ден работата му е асоцирана или со седење или со стоење, меѓутоа тука и обезноста, значи гојазни луѓе со висок body massa индекс, пушачи, пациенти кои што обично даваат податок дека имале некаков тромботичен процес на венскиот систем, на површните или длабоките вени,
некаква повреда или траума на долниот екстремитет или вродени дефекти на овој венски систем. И во секој случај секогаш ги потенцираме оние ризик фактори на кои што пациентот може да влијае, може да ги модифицира со цел да се превенира прогресијата на заболувањето. Намалување на килограми, повеќе физичка активност, физичка активност, да го намали боди маса индексот, прекин на пушење. Тоа се особено значени и превентивни и тераписки модалитети, бидејќи особено делуваат на спречување на прогресијата. Колку се чести овие заболувања? Ова заболување е доста често, значи има висока преваленца. Проценато е во студиите дека е некаде помеѓу 20 до 30% од општата популација и се смета дека е со повисока преваленца во оние земји кои што велиме имаат западен начин на живот. Значи оној седечки начин, повеќе асоциран со седење или стоење во текот на работниот ден, односно понизок во оние земји каде што имаме незападен начин на живот. Значи на некој начин болест на модерното живење. На современиот нездрав начин на живење. Како се диагностицира? Во однос на диагностиката, доволно е еден добар физички исцрпен преглед кај пациентот. Ви можеби веројатно и од око можете да видите. Генерално да, се гледаат сите промени на кожата и доволен е клинички преглед, но секако во нашата пракса и во нашата болница, кај најголем дел од пациентите правиме ултразвучен колор доплер преглед, кој што се смета за златен стандард во диагностиката на ова заболување и го правиме од неколку аспекти. Практично ни дава многу битни информации понатамо за да дојдеме до степенот, значи колку е екстензивноста на болеста, до каде е прогресијата, а со тоа најдобро да процениме кои се тераписки модалитети понатамо ќе ги спроведеме кај тој пациент. Значи прво ни дава информација морфологијата на вените ни ја дава. Ултразвучно ги гледаме вените, дали се проширени, дали се проодни, дали има тромботичен процес по нивниот лумен. Понатамо што е многу битно ни дава податок дали постои тој рефлукс или венско враќање на крв. Значи наместо венската крв да патува кон срцето, таа се враќа назад кон дисталните партии на долните екстремитети. А тој рефлукс, дали постои, дали е присутен или не, понатаму ни зависи како ќе го распределиме пациентот, дали ќе го третираме ние како дерматолози или ќе го пратиме кај специјалист васкуларен хирург или интервентен радиолог. Значи ни зависи терапискиот модалитет и ќе ни даде многу битна информација дали коегзистира, бидејќи ние секој пат ги гледаме и артериите, артерискиот систем, значи доколку постои атеросклероза или стеснување на артериите или намалена циркулација, во тој случај ако и периферна артериска оклузивна болест коегзистира со венската слабост, терапијата ќе биде и модалитетите биде изменети. И ова претпоставам како и за другите болести важи, што порано се диагностицира, толку полесно ќе помине пациентот? Да. Се спречи прогресијата. Напредокот. Она од кое што секој ден пациент стравува, тоа е да се оди под нож, што се вели, нели хируршкиот зафат. Во кој случај терапијата не може да помогне и во кој случај тоа е нужно, неопходно? Во секој случај ние кај секој пациент започнуваме со конзервативни методи. Меѓутоа, веќе кога болеста е изразено прогресивна, во тој случај или доколку постојат соодветни индикации, значи денеска покрај хируршките методи, каде што имаме комплетно отстранување на вената, постојат и овие помалку инвазивни ендоваскуларни аблативни техники, кои што согласно студиите се високо успешни како и хируршките, но постојат и уште помалку инвазивни, тоа го спроведуваме и ние дерматолозите, така наречената склеротерапија. Значи изборот најчесто индивидуален, значи не можеме одма да кажеме дали пациентот хируршки може да се третира или на друг начин, се тоа зависи примерно и од финансиите, од изборот на пациентот, од соодветно на неговата состојба, дали има други заболувања, дали има други коморбидитети кои што ќе му овозможат сепак да што викате да легне под нож. Соодветни индикации за еден пациент хируршки да се третира е секако доколку се работи за главно венско стебло, каде што постои рефлукс, односно потврдено дека функционалноста на вените е нарушена. Односно, венските валвули не затвараат комплетно и практично постои венски повраток на крвта кон долните екстремитети. Можно ли е целосно да се излечи?
Венската болест е прогресивна, комплетно излекување не постои. Не постои. Може да стагнира, да се сопре. Најдобро е сепак уште од почеток кај пациентите да се спроведат конзервативни мерки, односно превентивните мерки кои што ќе спречат прогресијата. Во секој случај комплетно излекување не постои, но доколку пациентот се придржува на сите овие тераписки модалитети, ќе има одличен квалитет на живот. А може ли да се превенира? Секако. Може. Да. Во однос на оние превентивни мерки, првично би почнала од оние генерални консултации кои што ги правиме со пациентот, каде што буквално пробуваме да направиме на промена во неговиот лајфстайл и објаснуваме колку се тие значајни во на долги патеки. Така да примерно секој пат го едуцираме пациентот да ја редуцира телесната тежина, меѓутоа и да престане да пуши. Второ што е особено битно, стимулација на физичка активност кај пациентот, која што важи воопшто и за општата популација. Бидејќи заболувањето со напредување на возраста секако дека ризикот за да настане е уште поголем. Така што физичката активност што подразбира? Подразбира пешачење, можеби лесен џогинг или возење велосипед 30 на минути во текот на денот, 3 до 4 пати во неделата. Секако, има и пациенти кои што се повеќе или помалку неподвижни, сепак голем дел од нив се повозрасни лица кои што имаат и други коморбидитети. Кај нив стимулираме физичка активност во седење, односно тоа се вежби во глуждот во облик на флексија или ротација, кој што практично има цел да ја активира мускулната пумпа на подколениците, а со тоа и да ја подобри симптоматологијата и отоците да ги намали кај пациентот. Или евентуално кај оние луѓе кои што подолго во текот на денот стојат или седат на работното место, секој пат стимулираме барем неколку пати во денот, по 10 на минути да ги подигне нозете, на тој начин барем во најмала рака во висина на срцето, со тоа уствари ќе се олесни функцијата на вените и ќе се подобри симптоматологијата. Особено значајна превентивна мерка е и носењето на компресивни чорапи, односно компресивната терапија во облик на завој, во облик на чорап или хулахупка. Тоа буквално е еден лајфстайл во западниот свет. Значи не се користи само во терапевски цели, туку и во превентивни. Зошто компресивна терапија? Значи таа велиме дека е столб на третманот кај овие пациенти, делува на неколку начини во, да речем, патогенезата на ова заболување. Примерно чорапата е градуирана. Значи таа има градуирана компресија, започнува од глуждот кон коленото. Принципот е да се користи најчесто среден тип на компресија, 20 до 30 мм живен столб. И се таа што прави? Ја активира мускулната пумпа, на тој начин го намалува и отокот, меѓутоа и ги олеснува симптомите. Механички ја компримира вената, значи повторно ја подобрува неговата функција и има антиинфламаторно дејство. Така да тоа се оние најглавни фактори кои што доведуваат да пациентот прво подобро се чувствува, да нема болки во нозете, да нема отоци и пред се компресивната терапија е главна во третманот на венските рани. Оној најтежок и крајен степен кој што го спомнавме. Значи основата на терапијата и кај овие пациенти е секој пациент кој што има проширени вени, воедно и симптоми, значи болка и отоци, е секој да дајме компресивна заедно со одредената медикаментозна терапија. Кој е оној момент кога мораме да појдеме на доктор? Затоа што секому се случува да му отечат носите. Не секој од овие симптоми е веднаш знак дека нешто се случува. Не треба веднаш да трчаме, но кој е оној момент кога мораме веќе? Рековме, прво обично пациентот смета дека имам проширени вени, ќе помине или евентуално ги смета дека се од естетски карактер. Но доколку не се започна со терапијата, болеста почнува да напредува и следните симптоми кои што ќе се појават се веќе отоците. Отоците веќе се знак дека болеста почнува да напредува, се што е типично пак за и болките. Болките се појавуваат обично, типично пациентот ги објаснува дека се по должината на венските стебла. Значи како се шири болката, објаснува буквално анатомски како се локализирани вените. И кој ќе се накалеми веќе и отокот, веќе тоа е знак дека напредува болеста. Типично за овој оток е дека се појавува во подоснежните
сати во текот на денот, значи после долготрајно стоење или седење, и обично се јавува околу гуждевите. Типично после преспивање веќе во утринските часови ги нема. Веќе и тука доколку не се појави на лекар пациентот, во тој случај се наколемуваат кожни промени. Кожните промени прво започнуваат како пигментација, ги нарекуваме окер дерматит, но како напредува болеста се појавува стазен дерматит. Тој се појавува поради тоа што веќе во вените има зголемен волумен на венска крв. Понатаму се засегнува длабоко кожата, подкожното масно ткиво, настанува липодерматосклероза, тој е веќе знак за особено напредна стадиум и веќе на него настапуваат венските рани. Дали ова за самиот крај како доктор би ни посоветувале да ги избегнуваме високите подпетици? Не, напротив. Не? Меѓутоа, секој пат на секој пациент и на пријателки и на оние што не се пациенти препорачувам носење на компресивни чорапи, барем од превентивен тип. Да. Значи сепак можеме да бидеме и убави и здрави. Секако. Докторке, многу ви благодарам на ова ваше гостување. Секој на кој што има проблем знае каде може да ве најде за понатамошна консултација. Ние